Во последните 3 години загубите по бербата, високите стапки на извозни давачки и зголемените цени на ѓубривата ги намалија приходите на земјоделците во Гана. Прилагодувањето било тешко и за Сандра Сноуден. Таа една деценија одгледувала и извезувала манго, но се префрли на производство на мармалад откако загубата достигнала 60% од производството и тоа само во една сезона. Сноуден вели дека со незините различни мармалади, кои генерално се од манго, има стабилен приход, а тоа го одржува бизнисот во живот. Влијанието е огромно. Од добивање приходи само во сезоната на манго, успеавме да го префрлиме производството и да добиеме приходи надвор од сезоната, така што мангото е достапно цела година. Земјоделството е клучно за економијата на Гана, кое е 30% од бруто домашниот производ на државата. Извозната вредност се зголемува годишно со огромни барања за какао, сладокомпир и зеленчук. Сепак во 2022 година војната во Украина почна да влијае врз земјоделците во Гана. Поради војната се зголемија трошоците за вештачко ѓубриво и транспорт, а се нарушија и бродските патишта. Додека земјоделците се мачаат со прекумерно производство на храна, во несоодветни капацитети за складирање, многумина бараа нови начини како да дојдат до пари. Трошиме толку многу за да ги собереме производите и станува фрустрирачки кога немаме доволно луѓе за тоа. Пазарот со нашите производи е подготвен. Затоа некои од нас исто така одлучија дека е во ред да се одгледува производот, но за да ги спречиме сите овие загуби по бербата, ќе додадеме вредност на се што ќе произведеме. Гана годишно губи околу 1,9 милиарди долари поради загуба на храна. Најмногу погодени култури се мангото, доматите и сладок компир. Клучните загуби се случуваат за време на бербата, транспортот и складирањето, се вели во извештајот на Меѓународниот институт за истражување на политики за храна. Инструкторот по земјоделско инженерство од Универзитетот во Гана, Емануел Есеин, вели дека на земјоделците им е потребно повеќе образование за локална преработка на нивните производи. Ќе помогне ако им дадеме знаење и ги поддржиме со обезбедување системи кои ќе им помогнат да се направи обработката поефикасна, бидејќи има загуби кога тие се обидуваат да го прават тоа. Граѓанските организации повикаа на поголема имплементација на економски технологии по бербата, како и поголема поддршка од страна на владата на Гана, за да им се помогне на земјоделците и да се подобри безбедноста на храната.